Добар ден, почитувани гледачи. Во вечерашната 24 анализа малку ќе избегаме од онаа дневна внатрешна и надворешна политика, ќе се обидеме да добиеме одговор на поголем број на прашања кои не тангираат секојдневно, особено ако зборуваме за економскиот контекст, дали влегуваме во тој пост-ковид период на заздравување. Инфлацијата и параметрите тоа го покажуваат, а и ние го чувствуваме секојдневно кога пазариме во продавница дека е подгреано, односно имаме малку значајно повисоки цени, особено на оние основни прехранбени производи. Најновите показатели за бруто инвестициите покажуваат пад во првиот квартал од годинава. Од друга страна, видовме најава од владата вчера за еден мега инвестициски план тежок 8 милиарди евра. Веќе кажав, се чини дека според параметрите, здравствените параметри, пандемијата полека стивнува, се вакцинираме, голем дел од населението е имунизирано, но сепак, иако влегуваме во тој пост-ковид период, економистите, бизнисите велат дека се уште се присутни оние ризици, особено како сега ќе се менаџира таа пост-ковид економија. На овие теми секако за банките, кредитите, депозитите, вечерва во студиото разговарам со мојот соговорник, гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежовска. Добро вечер. Добро вечер, Анита. Благодарам на поканата и добро вечер до гледачите на телевизија 24. Малку подолго време го договаравме ова интервју и секогаш имавме причина и повод да го направиме. Ќе влезам со едно поинтимно лично прашање. Вие го прележавте, ја прележавте пандемијата, како да кажем, болеста ковид. Да, во февруари месец јас и семејството сите, за жал, те се соочивме со ковид, но пак за среќа на крајот сето тоа добро заврши. Народната банка, предпоставувам, вработените се прилагодивте со темпо на работа поради ковидот, како и сите ние, впрочем, во компаниите. Да, како и целото општество се прилагодуваме на новонастанатите околности, сето тоа креира нови предизвици, но тоа е наша задача да се прилагодиме и соодветно да се справиме со новите предизвици. Гувернерке, мислам дека беше овој месец или минатиот месец ги објавивте или на почетокот од мај практично. На почетокот на овој месец. Да. Новите ревидирани показатели. Првата позиција е растот на економијата. На кој процент мислам дека ја задржавте истата проекција како и во октомвриската, истата проекција за раст на економијата. Да. Како што посочувате, Централната банка два пати во текот на годината прави цел сет на макроекономски проекции, ги прави на пролет и на есен. Што туку заврши овој пролетен циклус на макроекономски проекции на почетокот на овој месец и ние во јавноста ги искомунициравме нашите нови видувања за економските движења оваа година, но и во среднорочен период. За растот поконкретно очекуваме постепено закрепнување по падот кој што беше остварен минатата година. Знаете дека минатата година бевме прилично погодени од овој пандемиски шок, би рекла, како впрочем и сите останати земји во светот. Всушност немаше економија која што остана поштедена, особено не економиите како нашата, кои што се мали, отворени и природно подложни повеќе на надворешни шокови. Значи падот изминатата година беше 4,5%, што беше близу до нашите проекции, нешто подобро од нашите проекции. Ние проектиравме 4,9% пад. Сепак ударот, ако се гледа динамички, ударот беше најсилен во вториот квартал минатата година, кога економијата забележа, би рекла, историски висок пад од околу 15%. Веќе во втората половина на годината се забележуваа постабилни трендови, значи се уште имавме пад и во третиот и во четвртиот квартал, меѓутоа падот беше значајно намален, ублажен и во четвртиот квартал падот изнесуваше 0,7%. Се во годината остваривме пад од 4,5% при пад на сите компоненти на бруто домашниот производ, со исклучок на јавната потрошувачка, која што секако оствари позабележителен раст, рефлектирајќи ја поекспанзивната фискална политика за справување со пандемијата. За годинава какви се проекциите? Да, само сакав да кажам дека што значи овој 4,5% пад на споредбена основа. Ако се споредиме со регионот на Централна и Југоисточна Европа, во просек падот
токму изнесува 4,5%, но има голема дивергенција разлики помеѓу земјите, например најмал пат во регионот на Централна и Југоисточна Европа оствари Србија со стапка на пат од само 1%, а највисок пат Црна Гора со 15%. За оваа година проектираме постепено закрепнување на економијата, односно стапка на раст од 3,9%. Вие самата посочивте дека ние задржавме всушност непроменета оценката за економскиот раст во споредба со претходниот циклус на макроекономски проекции, тоа беше октомври изминатата година. И на среден рок очекуваме понатаму солидна стапка на раст, наредната година 3,9, па во просек 4%. Кои би биле факторите, значи кои што би го движеле овој раст оваа година? Прво, споменав дека ние сме многу отворена економија, отворена и трговски и финансиски. За сите економии кои што се отворени, во основа нивните домашни економски случувања во голема мера се детерминирани од надворешното окружување. Кои се очекувањата за надворешното окружување, за глобалната економија? Минатата година глобалната економија оствари пад од 3,3%, а за оваа година Меѓународниот монетарен фонд предвидува закрепнување од околу 6% раст на глобалната економија. Што значи тоа поконкретно за нас? Затоа што нели сите економии не се подеднакво значајни за нас. За нас е најзначајно што се случува во европската економија, особено во рамки на европската економија во Германија, например, на која што отпаѓа 50%. Во принцип очекуваме странската побарувачка за извозна побарувачка за нашите стоки и услуги оваа година да порасне 3,6%. Странската побарувачка ја деривираме имајќи ги во предвид нашите најзначајни трговски партнери. Значи тие минатата година странската побарувачка падна за околу 5%, што значи ова тоа е слично ниво како и глобалната криза кога се соочивме 2008-та, а за оваа година значи постепено закрепнување. Германската економија исто така и за неа се предвидува постепено закрепнување со стапка исто околу 3,6%. Но овој фактор што го посочувате е еден од факторите што би биле генератори на економијата, многу значаен секако, странската побарувачка во однос на нас. Дома на кои фактори можеме да сметаме? Значи, пред да го правиме интервјуто, јас погледнав дел од параметрите и преку Заводот за статистика и преку Народна банка, секако укажуваат дека во овој прв квартал во споредба со последниот лани има одредено закрепнување. Дел од вашите колеги економисти ќе речат секако очекувано е да излеземе од ланското дно, да се одлепиме и природно е тој процес на тие позитиви во GDP да ги видиме. Но секако мора да признаеме дека тоа не се значајно големи стапки на раст. За нас можеби најважно во овој момент е да се одржливи, но не се големи кои што ќе донесат некој развој. Од домашните фактори, на што можеме да се потпреме кога говориме еве на пример за инвестициите? Така. Добро, прво јас кажав дека ние проектираме постепено закрепнување, потенцирам постепено, бидејќи стапката од 3,9% раст оваа година не значи дека ние оваа година ќе се вратиме на предкризното ниво. Според нашите проекции на предкризното ниво би се вратиле наредната година и тогаш очекуваме и економската активност да биде нешто на тоа ниво. Затоа и велам, предвидуваме постепено закрепнување. Прво да кажам, околу надворешниот сектор, многу е тесна врската помеѓу надворешниот сектор и домашната економија, бидејќи закрепнувањето на извозот има мултипликативни ефекти во многу сегменти во домашната економија. Тоа генерално генерира нови работни места, влие на расположливиот доход на населението, значи на примањата на населението, а тоа секако зависи личната потрошувачка како компонента на бруто домашниот производ. Понатаму, доколку расте извозот, ние сме мала економија и за нас извозот е многу значаен. Ние не сме доволни самите за себе. Клучен мотор на нашиот раст може да биде само извозот. Исто така, ако расте извозот, тоа е стимул и за инвестициите. Веќе гледаме дека има одредени најави дека ќе се инвестира и така натаму. Кога зборуваме за инвестициите, тие забележаа пат минатата година, зборувам како компонента на бруто домашниот производ. Во суштина, ако се навратиме наназад, при секоја кризна епизода, првата варијабла која што негативно реагира се токму инвестициите. Така беше и овој пат, во оваа кризна епизода,
од домашните компоненти на растот, инвестициите забележаа најголем пат, тие се намалија за околу 10%, а личната побарувачка се намали, но помалку за 5,4%. Кај инвестициите, во основа, една од клучните предпоставки на нашето сценарио за закрепнување и на јавните инвестиции, во линија со проекциите во буџетот на државата, каде што се предвидува засилување, интензивирање на јавниот инфраструктурен циклус, но и постепено заживување на приватните инвестиции, во голема мера потикнати и од очекуваните странски директни инвестиции. Гувернерка, јас не би сакала, но ќе ве прекинувам ради гледачите, кратко секако. да објасниме околу ова што велите јавни инвестиции. Јас ги отворив параметрите, се вели на крајот од месец мај, еве не успеам да ги најдам каде сум ги запишала, околу 20 и нешто проценти реализирани капитални инвестиции. Овие што ги велиме носечки за буџетот. Претпоставам, кога велите јавни, пред се мислите на тие. Ние гледаме значајно потврлување секогаш, не и во регуларно некое сценарио, многу тешко фискалната власт успева да ги реализира тие капитални инвестиции, а не па во вакви кризни времиња. Сакам да потенцираме колку се значајни тие за растот. Таа реализација, тоа што ќе биде ставено на хартија, да биде изреализирано кога зборуваме за јавните инвестиции. Многу е значајно тоа да се реализира, тој план за инвестиции, односно тие капитални проекти кои што се вклучени во буџетот да се реализираат. Инаку да, остварувањето е околу 20%, но реално ако погледнеме, за првите 4 месеци има висок раст на капиталните инвестиции околу 50%. Како ова да се поврзат двете работи? Причината е што всушност оваа година планот е поамбициозен, буџетот предвидува раст на годишна основа, значи кај планските вредности предвидува раст од околу 50%. Затоа ако се спореди реализацијата, односно на вкупната планирана бројка, излегува дека се само 20%. Нема дилема, многу е значајно да се реализираат јавните инвестиции, тие може да бидат катализатор на многу позитивни промени во економијата, тие имаат мултипликативен ефект, повторно ќе влијаат на пазарот на трудот, на другите дејности во приватниот сектор, така да секако тоа е клучна предпоставка. Ние и кога го презентиравме нашето макроекономско сценарио, кажавме јасно дека има неколку клучни предпоставки од кои што ќе зависи дали тоа наше сценарио ќе се оствари. Првата е закрепнувањето на глобалната економија со оглед на природата на нашата економија и зависноста од надворешната економија. Вториот многу значаен фактор е исто така да продолжат поволните финансиски услови на меѓународните пазари, бидејќи ние сме и финансиски многу интегрирана економија, а финансиите се значајни за поддршка на растот. И третото е интензивирање на инвестициите, особено на јавниот инвестициски циклус. Она што го говоревме сега. Да. Кои се последните податоци и какви се за бруто инвестициите кај нас? За СДИ се зборуваме за странските директни инвестиции. Да, ние денес ќе објавивме најновите податоци за странските директни инвестиции за првиот квартал. Податоците покажуваат умерен пад на нето странските директни инвестиции, потенцирам нето, зошто? Затоа што ако се гледа структурата, имаме позначаен прилив, нешто над 300 милиони, околу 320 милиони, но од друга страна имаме и поголем одлив, околу 350 милиони, така да на нето основа околу 30 на милиони. Се ова се големи цифри, нели? И во суштина може би треба да објасниме за гледачите за што се работи. Одливите кои што ги споменувам од нашата економија во основа во најголем дел се поврзуваат со кредити кои што домашните компании, кои што се во странска сопственост, ги даваат на своите матици. Секогаш кога ќе дадат кредит, методолошки, инаку оваа методологија е усогласена и со најновиот стандард за платнобилансна статистика на Меѓународниот монетарен фонд, значат одливи. Какви се овие одливи? Значи и финансиски заеми, но исто така и трговски заеми. Ние сепак не би можеле да носиме јасни заклучоци врз основа на движењата само во еден квартал. Ако се навратиме наназад, има голема променливост од квартал до квартал. Практично, колку економијата
е поинтегрирана со остатокот од светот, значи колку повеќе имаме компании кои што се во странска собственост, тоа значи и посилни врски меѓу домашните компании и странските компании и можност за движење на финансиските текови во двете насоки. Значи, овој минус што ќе го читаме и коментираме кај бруто инвестициите практично не е како резултат на одлив на капитал, на што го велиме ние популарно. Да, во основа најзначајна компонента се токму должничките текови, а не собственичките текови, иако и кај собственичките текови има одредено намалување. Сепак е некој одлив, например, тие пари што се даваат сега во странство, можеби би можеле да останат во Македонија, зборуваме во рамките на компаниите. Така е, така е. Генерирани како добивки или како суми средства кои ќе се книжат овде кај нас. Така, инаку само за оваа година, кои се нашите очекувања генерално за годината, минатата година странските директни инвестиции забавија, изнесуваа околу 200 милиони. Причината е глобалниот контекст и во меѓународни рамки, во глобален контекст имаше намалување воопшто на странските директни инвестиции како економски текови. За оваа година и меѓународните институции предвидуваат стабилизирање на овие финансиски текови. Во тој контекст и ние очекуваме постепено закрепнување на странските инвестиции, нешто над 300 милиони евра, тоа е проекцијата за оваа година, или како процент од бруто домашниот производ 3%. Сега што значи ова? Дали е висок, низок износ? Генерално можам да кажам дека ова е сепак пониско ниво од некое просечно ниво кое што сме го имале во нормални времења. И затоа ние очекуваме дека постепено ќе се враќаме на предкризното ниво, а не веднаш оваа година. Еден краток коментар уште кај инвестициите. Кога сме, владата најави еден мега план од 8 милиарди, мислам, евра инвестициски циклус, кој претпоставам ќе се реализира со одредена динамика. Ние сме слушали и досега сме биле сведоци дека се најавувале милиарди евра за инвестиции, па на крајот не сме успевали тие проценти што сме ги планирале да ги оствариме. Според вас, еве, и како економиста, не мора само од позиција на гувернер, кои се клучните фактори во перцепцијата на инвеститорот? Сега пак повторно напоменуваме, ние излегуваме од една исклучително вонредна економска состојба, не само за нас, за светот, за регионот и така натаму. Ни следува изборен циклус повторно за неколку месеци. Секоја година на година и пол ние во просек имаме изборни циклуси во државата. Кога еден инвеститор носи инвестициска одлука, јас генерално знам кои се факторите, но според вас, што може да детерминира да ги вложи парите во економија која што заздравува, економија која повторно влегува во изборен циклус, ке го споменам, а тој па по правило значи абстиненција, не само за инвеститорите, ние обичните граѓани во тој период сме внимателни, се воздржуваме од трошење и така натаму. Добро, во однос на странските директни инвестиции, клучно е прво што ќе се случува на меѓународните финансиски пазари. Одлуката нивна за инвестирање и влегување во поголеми инвестициони зафати секако зависи од изворите за финансирање. Сега за сега финансиските пазари се многу поволни, каматните стапки се ниски. Причината за тоа е акомодативната монетарна политика која што ја водат централните банки на најразвиените економии, тоа значајно ги намали приносите. Минатата година само во една кратка епизода, тоа беше периодот некаде април-мај, дојде до затегнување на меѓународните финансиски пазари, кога се соочивме со кризата, имаше висока неизвестност како ќе се справуваме и така натаму, тогаш и приносите, значи каматите за позаемувањето значајно порасна. Меѓутоа, како централните банки, особено централните банки на најразвиените економии, почна експанзивна монетарна политика, која меѓу другото вклучуваше и големо врискување на ликвидност во економиите, состојбите се стабилизира. Значи, тоа е исто така многу важен глобален фактор. За инвестирање во конкретна економија на странски инвеститори многу се важни перцепциите прво за фундаментите во економијата. Значи, дали таа економија има некои поголеми ранливости во смисла на голема задолженост на економијата. Многу важен фактор се исто така квалитетот на институциите. И да не заборавиме успешноста во привлекувањето на странските потенцијални инвеститори преку соодветни структурни политики. Перцепцијата за ризиците,
нели во една економија, секако тоа е сплет на фактори кои што на крајот и конкуренцијата, нели сите ние во регионот на некој начин се бориме за привлекување на странски директни инвестиции. Многу значајно ќе биде и колка ви се трошоците за работната сила во една економија. А јас тука ќе си дозволам, па ќе се надоврзам, ќе речам и стабилноста, вие ги спомнавте како дел од вашиот одговор, нели, на судскиот систем, на законодавството, на позитивната институционална стабилност, која што често пати сме сведоци дека може би и негативен фактор што ги одвраќа инвеститорите. Ја спомнавте експанзивната политика. Јас можам да констатирам дека веќе владата се ориентираше кон таков тип на политика, во некои случаи приморано, бидејќи мораше да се помогне и на населението и на фирмите со директно инјектирање на пари. Ќе бидам директна во моето прашање. Значи, лани околу 1 милиарда евра зборуваме за онаа помош што ја говори владата. Годинава 600 милиони евра, ако го споменам дефицитот. Тоа се во оптек големи суми на пари кои завршуваат кај граѓаните и кај компаниите. Од тука ве прашувам дали денарот е стабилен, дали е под контрола, бидејќи логично е прашањето дали веќе е изложен на притисокот поради овие експанзивни трошења. Да, денарот со години наназад, вредноста на денарот ја одржуваме стабилна во однос на еврото. Зошто во однос на еврото? Европската унија е наш најзначаен трговски партнер и не гледам во моментов никаква причина за поинаков став, поинаков однос кон ова прашање. Многу добро го знаете перцепцијата и ведувањето на Централната банка дека всушност оваа монетарна стратегија за одржување на стабилноста на домашната валута во однос на еврото е најоптимална стратегија за нашата економија, имајќи ги предвид карактеристиките. Мала, отворена економија во која што многу лесно може да се пренесат надворешните шокови, вклучително и шокот преку поголема волатилност на курсот, кој што може негативно да се одрази врз цените, врз инфлацијата, а исто така имајќи ја предвид и се уште високата евроизација во финансискиот систем, секако да го погоди и банкарскиот систем, бидејќи се уште има висок обем на кредити кои што се даваат во странска валута, односно во евро или на некој начин се индексирани со вредноста на еврото. Оттаму би кажала дека не треба да има никакви дилеми, дека барем според нас како Централна банка, но мислам дека и генерално во јавноста ставот е ова е оптимална стратегија за нашата економија, прво. Сега кога инаку би додала дека ова наше мислење го дели и Меѓународниот монетарен фонд, кој што на континуирана основа секоја година прави оценки за усогласеноста на курсот со фундаментите во нашата економија или едноставно кажано проценува дали ова ниво на курс кое што ние го имаме е пречка за поголема конкурентност на нашата економија. Заклучокот е дека курсот, тоа ниво на курсот не е пречка и сепак поголемата конкурентност треба да се адресира преку структурни политики, а не преку политиката на не се согласуваат компаниите извознички со вати. Може да имаме различни мислења, но ние сме тука не да гледаме поединечни компании во економијата, туку мора да ја гледаме целата економија во целина и бидејќи тоа е наша задача. Но и економските теории нели се различни, имаме различни модели на флуктуација, плюс, минус. Затоа и потенцирав. Многу зависи да се изложиме некогаш на ризик или можеби на храброст за да се направи такво нешто. Ние сметаме дека поголема флексибилност во делот на курсот нема да вроди со резултат, затоа што ќе има релативно брзи преносни ефекти врз цените, може да има неповолни преносни ефекти врз финансиската стабилност, и оттаму цврсто стоиме на нашиот став во тој дел, а како што кажав, тука се согласуваат и меѓународните финансиски институции. Сега, она што е многу важно, кога една економија се определува за ваков вид на монетарна стратегија, е да има доволно ниво на резерви. Затоа што ваквата стратегија подразбира дека секогаш кога на пазарот има недостиг, Централната банка мора да има доволно ликвидни средства за да интервенира со продажба и да се одржи тоа ниво стабилно. Или обратно, ако на пазарот има вишок на девизни средства, тогаш Централната банка откупува за да спречи апрецијација на курс. Во моментов девизните резерви? Во моментот девизните резерви надмина 4 милиарди евра, што е историски највисоко ниво.
Впрочем, би рекла, ние бевме добро подготвени и пред пандемискиот шок минатата година, кога девизните резерви беа двојно повисоки од нивното ниво споредено со глобалната економска криза. Тоа значи подготвено ја дочекавме економската криза, имавме доволно простор и покрај притисоците кои што ги имавме. Значи, секоја економска криза ние се соочуваме со притисоци на девизниот пазар во прв момент, но затоа сме тука со доволен потенцијал да интервенираме. Нашите интервенции беа поизразени во вториот квартал, кога и беше најголем шокот, а потоа веќе од втората половина на годината имаше постабилни текови и тоа беше консистентно и со помала наша интервенција. Оваа година тие се драстично намалени, а почнувајќи од март веќе имаме нето откуп на девизниот пазар. Во овој контекст, само сакам уште еднаш кога прашам, рековте нето откуп имате на девизен пазар, повторно останува малку економски, со моето прашање 600 милиони евра преку буџетскиот дефицит ќе бидат пласирани во економијата. Мислам дека одредена сума 200-300 милиони, можеби Народната банка го намали салдото на благајнички записи, тоа се повторно пари во економијата. Дали можеби преостар збор е за тегнување, но дали можеби се размислува да се интервенира во некои од мерките со некои од мерките Народната банка со цел да одржи таа стабилност на курсот на динарот, односно да стерилизирате, да вратите повеќе пари во Народната банка? Со цел секако да се одржи стабилноста сега, бидејќи пак потенцира, можеби годинава ќе имаме околу милиарда евра што ќе бидат пласмани. Сега за сега, таа ликвидност која што е вризгана од страна на Централната банка или од Министерството за финансии во насока на поддршка на економијата, полесно справување со последиците, не прави притисок на девизниот пазар, затоа и споменав дека од март месец наваму ние во основа откупуваме девизи на девизниот пазар. Ова однесување не е невообичаено. Секогаш кризите се пропратени со одредени притисоци на девизниот пазар, но затоа е тука Централната банка. Доколку има сигнали кои што упатуваат на зголемени притисоци на девизниот пазар, кои што доаѓаат од зголемена денарска ликвидност, секако дека ќе преземеме мерки. Ние ликвидноста која што ја спомнувавте, ние вризгавме минатата година на почетокот на кризата, иако нашиот банкарски систем традиционално се одликува со висока ликвидност, но сепак за полесно справување со шокот ние го намаливме износот на благајнички записи. Но доколку има потреба, апсолутно ќе интервенирам. Уште една важна работа што сакав да ја потенцирам, ние голем успех е што минатата година успеавме да обезбедиме пристап и до девизна ликвидност до Европската Централна банка. Тоа прв пат се случува во нашата Што значи тоа историја. за нас? Тоа значи, ако имаме потреба дополнителна од девизна ликвидност, може да користиме околу 400 милиони евра од страна на кој што ќе ги обезбеди Европската Централна банка. Зошто се одлучивме на ваков потек? Тоа беше понуда некоја пракса или Тоа беше да се наша- обезбедиме? Тоа беше наша иницијатива, гледајќи како постапуваат другите членки на Европската Унија. Сметавме дека треба да ја покренеме иницијативата, ние како Централна банка ја покренавме, на таа иницијатива се придружија и сите други централни банки во регионот. Мислевме дека тоа е добар чекор, бидејќи ако настапиме заедно, посилни сме, инаку Европската Централна банка секако има своји проблеми и се фокусира. Ние сме надвор од Европската Унија и не сме и приоритет, но бидејќи настапивме на овој начин, таа за прв пат одобри. Ние не сме ја искористиле таа ликвидност, ниту сметавме дека веднаш ќе треба за да ја искористиме, но добро е да ја имаме како резерва во случај доколку имаме потреба од тоа. Но со оглед на високото ниво на девизни резерви, ние навистина немавме потреба. Ќе се задржиме во овој дел малку околу курсот на динарот, односно повеќе околу инфлацијата. Сега, ако ги погледнам податоците и проекциите, 2,2% за годинава и не е некоја инфлација значајна, но економистите велат дека дури некојаш и продуктивна инфлацијата да има во некои одредени рамки. Ама секојдневно и вие претпоставувам го чувствувате тоа, литро зејтин се изненади в 95-97 денари.
Значи сериозно се пораснати цените, забележав и кај одредени увозни производи, да не ги спомнувам како брендови чоколади кои што чинеле по 62-63 денари, сега се повеќе од 70 денари. Сакам да кажам дека во нашата секојдневна живеачка чувствуваме дека цените растат. Погледнав некои податоци во Америка, има вистински ценовен бум на пазарот на недвижности, растат цените, па некои ќе речат дека тоа е претходница, најава дека на вистина доаѓа уште посериозни ценовни шокови. За годинава Народната банка предвидува 2,2%. Имаме ли причина да стравуваме дека и натаму ќе имаме ценовен раст? Како ќе се контролира сето ова? Ние како Централна банка, поаѓајќи од тоа дека ценовната стабилност е основната, примарната цел на Централната банка, на постојана, континуирана основа ги следиме како случувањата на домашниот пазар, така и случувањата надвор. За нас од клучно значење се цените на примарните производи на светските берзи. Зошто? Затоа ако се погледне потрошувачката кошница, се забележува дека околу 50% од потрошувачката кошница токму отпаѓа на храната и на енергијата. Кај енергијата секако ние сме увозник, кај храната исто така сме нето увозник на храна. Оттаму сите случувања на меѓународните берзи во делот на храната и енергијата влијаат и на домашните остварувања. Ние, кога ја правевме проекцијата, всушност направивме умерена нагорна корекција од 1,5%, колку што очекувавме со октомвриските проекции, сега проектираме 2,2% за оваа година и за наредната година очекуваме умерено намалување на ниво од 2%. Какви ќе бидат случувањата во периодот кој што следи, во основа ќе зависи од движењата на светските берзи, на храна и енергија. Кај енергијата за оваа година тековно проекциите се позначаен раст на цената и на нафтата, но и на останатите енергенси. Исто така нагорни поместувања има и кај храната, иако последниве денови некои аналитички институции излегуваат со проекции дека можеби и кај храната во престојниот период ќе има намалување од причина што побарувачката од страна на Кина е помала од тоа што била очекувана, а од друга страна проценката е дека временските услови, односно факторите на страната на понудата се поповолни, особено во сегментот на житариците. Друг многу значаен фактор за нас ќе бидат случувањата во Европската Унија. Зошто? Затоа што голем дел од стоките кои што се конзумираат кај нас се увезуваат од страна на Европската Унија. Кои се очекувањата во Европската Унија? Европската Централна банка исто така направи умерена нагорна корекција. Таа корекција беше направена изминатиот месец. Прво очекуваше инфлација од 1% за оваа година, сега ја ревидира на 1,5%. Има одредено нагорно поместување, но интерпретацијата на овие бројки на Европската Централна банка е дека ќе има поголема варијабилност на стапката на инфлација во текот на оваа година, но генерално се оценува дека овие фактори се од привремена природа и веќе наредната година тие проектираат намалена стапка на инфлација на 1,2%. Токму од таа причина и Европската Централна банка во последната комуникација на последниот комитет кој што го имаше, за кој што се зборуваше за поставеноста на монетарната политика, заклучи и јасно комуницираше дека сега нема затегнување, напротив го потврдија акомодативниот карактер на нивната монетарна политика. Нивната основна каматна стапка ја задржија во негативна зона, нели кај нив е негативна, минус 0,5%. Исто така остана на претходно усвоениот план да продолжат со обризгување на дополнителна ликвидност во системот. Ако ја гледаме инфлацијата во Америка, да, и тамо забрза, мислам дека последниот месец годишната стапка достигна и до 4%. Ги следиме и комуникациите на ФЕД, Американската Централна банка. Тие исто така во својата комуникација упатуваат на тоа можно е инфлацијата оваа година да биде повисока, пред се зборуваат за привремени фактори и оттаму сега остануваат на таа акомодативна монетарна политика. Се разбира дека ние ги следиме движењата и доколку има потреба од интервенција
за задржување на ценовната стабилност не треба да има никаква дилема дека ние ќе ги преземеме сите неопходни мерки. Гувернерке, овдека ќе направиме пауза од некоја минута, па ќе продолжиме во делот на банките. Продолжуваме со интервјуто со гувернерката Бежовска. Стабилност на банкарски сектор во моментов, кои се параметрите и какви се податоците? Граѓаните ќе речат банките останаа нечепнати од целата оваа економска криза, сите ние на некој начин, сите компании, сите сектори го почувствуваат тоа, но не и банките. Но банките, ако ги прашате, ќе ви речат ние не сме социјални организации, па туку така да даваме и одобруваме кредити. Генерално, кои се последните достапни податоци за стабилноста на банкарскиот сектор? И последно расположливите податоци, кои што морам да кажам се прелиминарни и се уште не се објавени, наскоро ќе бидат објавени, упатуваат дека стабилноста на банкарскиот систем е задржана. Вообичаено, кога се дава оценка за стабилноста на банкарскиот систем, се гледаат повеќе стандардни индикатори, како што се капитализираноста, ликвидноста на банкарскиот систем, квалитетот на неговата актива, кои се податоците. Адекватноста на капиталот е околу 16,8%. Ова ниво значи дека адекватноста на капиталот е повисока во споредба со предкризниот период, кога изнесуваше 16,3% и упатува на тоа дека банкарскиот систем солидно се справи со предизвиците со кои што се соочи изминатата година, адекватноста на капиталот ја зголеми, а порастот на адекватноста на капиталот во основа е во полза на зајакнување на резистентноста на банкарскиот систем, но исто така адекватноста на капиталот е многу значајна и за обезбедување соодветна кредитна поддршка на граѓаните и населението. Во однос на ликвидноста, исто така, најновите прелиминарни податоци упатуваат дека таа е задржана на солидно ниво, околу 32%, споминав и претходно, вообичаено кај нас банкарскиот систем изобилува со солидно ниво на ликвидност. Во однос на квалитетот на активата на банкарскиот систем, кој што вообичаено се мери преку нефункционалните кредити, забележуваме подобрување во споредба со предкризниот период, иако во овој квартал веќе се забележуваат, но минимални се уште би рекла значи на одредено влошување на квалитетот на портфолиото. Во моментот тие, односно со проценката за првиот квартал, изнесуваат 3,5%, при тоа нефункционалните кредити се повисоки во сегментот кај предпријатијата, околу 5%, а помали се во сегментот кај населението, каде што изнесуваат 2%. Може би ова е сигнал дека повторно треба да се најдат некои банкарски инструменти да се помогне на фирмите за редовно сервисирање на кредитите. Овој параметар што го споменувате еве за гледачите, тоа значи компании да не можат навреме да ги отплаќаат нели ратите за тековните обврски што ги имаат кон банките. Дали сметате дека може би треба да се посегне? Повтор пат мислам дека беше донесена мерката и за тие пролонгирање на кредитите. Вие сметате ли дека треба, сте разговарале ли со банкарите, каков е одзивот? Дали има побарувања повторно мерката да се репризира, особено еве во компанискиот дел? Да, имавме секако разговори со Македонската банкарска асоциација во повеќе наврати на ова прашање. Имавме состаноци со дел од бизнис заедницата кои што покренаа иницијатива, побараа да се разговара. Секако направивме анализи за да оцениме прво ефективноста на мерката која што веќе ние преземавме минатата година. И можам генерално да заклучам од врз база на анализите кои што ги направивме дека мерката даде голем резултат. Околу 44% од портфолиото на банките беше со одложено плаќање како резултат на оваа мерка која што ние донесовме. Значаен дел и кај населението, и кај компаниите. Во споредба со европските земји, овој процент е многу повисок. Во Европа се движи од 2-3%, некаде до 40%, но исклучок се земјите околу 40%, и самиот овој факт говори за ефективност на мерката. Имавме разговори, правиме анализи, видувањата на генерално на банкарската асоциација се дека и постојната регулатива нуди можности
за репрограмирање на кредитите на компаниите кои што се соочуваат со одредени проблеми, но во моментов правиме дополнителни анализи и доколку оцениме дека е навистина потребно, соодветно ќе реагираме. Секако во поддршка не е исклучено, се дури банкарскиот систем има простор и ние можеме со одредена регулативна промена да делуваме за поддршка на економијата, а без при тоа да се доведе во прашање стабилноста на банкарскиот систем, стоиме на располагање за сите иницијативи. Мислам дека банкарите сега ми текнува реагира малку побурно во јануари кога ја донесовте онаа мерка за ограничување за да се дели дивидендата во рамките на банките. Па сега ве слушам, окей се параметрите дека се добри, укажуваат на заздравување, воопшто банките некако не ни беа допрени. Велиме од кризата, голем пласман имаат на ликвидни средства и за државните владините записи, не знам колка е салдото, може би поголемо од милијарда евра чуваат таму, кај вас чуваат пари, тие имаат собствени, значи е стабилен секторот, заклучуваме. Мерката беше донесена во јануари, дали може би веќе размислувате со важност, не знам, до август, 6-месечна, дали беше да ја тргнете таа забрана банките да ги делат парите на по основ на дивиденда на своите акционери? Мерката која што ја донесовме е пред се од јавен интерес. Што значи тоа? За да може да се обезбеди солидна кредитна поддршка на граѓаните и компаниите, банките мора да имаат соодветно ниво на капитал. За да растат кредитите, мора да расте и капиталот. Во оваа ситуација, кога се уште постои неизвестност од пандемијата, вие рековте, добро, да, се согласувам, банкарскиот систем солидно ја преброди кризата, меѓутоа ризиците се уште постојат во глобални рамки, во смисла ризици како пандемијата ќе се одрази врз реалниот сектор, а посредно и на неговата способност да ги враќа кредитите во банкарскиот систем. Доколку се материализираат одредени ризици во тој дел, значи компаниите имаат проблем со сервисирањето, тоа ќе направи притисок кај банките, ќе креира загуба и ќе направи притисок врз капиталот. Затоа оваа мерка има превентивен карактер, како што известивме во јавноста во повеќе наврати, и е привремена. Според одлуката која што е донесена од страна на Советот, оваа мерка имаме обврска да ја преиспитаме најдоцна до септември оваа година. Во таа насока ние и побаравме од банките да изготват стрес тестови, побаравме дополнителни грануларни податоци за да може подетално да ја согледаме состојбата и во разговорите кои што ги имаме со нив да донесеме една оценка, заклучок дали е време и кога е соодветно време оваа одлука да се промени или да се укине. Иначе ваква одлука за привремено ограничување во исплатите на дивидендите нема земја која што во Европска Унија не донесе. Може би модалитетот, формата е поразличен, но суштината е исто. Да делуваме превентивно, дури банките имаат добивка да ја зачуваат привремено, да видиме какви ќе бидат импликациите од ковид, кои што уште не се завршени, па потоа ќе се донесе соодветна одлука. И сега вака велат, ако све е толку стабилно во банкарскиот сектор, како ни се случи во 21 век да сме сведоци на банкротирана банка, мислам дека последен пат тоа се случи пред 10 години, конкретно нели зборувам за случајот Евростандард банка. Сакам да ве прашам онаа дилема што остана секогаш отвореното прашање, дали Народната банка навреме и направи се што беше во нејзина ингеренција и можност за да го спаси тој банкрот на Евростандард банка. Сум кажала повеќе пати, ќе кажам повторно. За било кој гувернер или за Централна банка нема потешка одлука од носење на одлука за затварање на банка. Таква одлука се носи откако ќе бидат вложени максимални напори и ќе бидат исцрпени сите можности за поповолно решение, за изнаоѓање поповолно решение во банката, особено имајќи ги во предвид интересите на депонентите во банката. Таков беше и овој случај, за жал, со одземањето на дозволата на Евростандард банка. Дозволата беше одземена откако беа исцрпени сите можности кои што Централната банка ги имаше, со години наназад се преземани огромен број на мерки, сум споменала и во претходни наврати, во последните 8 години 70
мерки, од кои што во последните 2 години само 40 мерки се изречени кон банката со цел стабилизирање на состојбите, подобрување на состојбите на банката, зајакнување на билансите на банката. Интензивна комуникација, писмена, устна комуникација со акционерите во банката, со управниот одбор, надзорниот одбор на банката. За жал, тоа не вроди со плод. Ако банка стане несолвентна, тоа значи дека таа престанува да ги исполнува законските услови да работи како банка. Во таква ситуација, Централната банка нема друга можност од одземањето на дозволата. Впрочем, тоа е обврска на Централната банка. Во оваа насока тоа јасно беше потврдено и од страна на Меѓународниот монетарен фонд. Разговаравте со нив сега на последната средба, предпоставам за случајот со Евростандард банка, дека и тие се во тек. Сигурно прашувале и кајва се во Министерството за финансии, се работи за банка која банкротира. Што остана како дилема? Сите мерки се исцрпени, прашањето беше и навреме дали се преземени, и ве прашувам што значи една супервизија. Сега во неформални муабети со обичните граѓани вака велат некој обичен следач. Па добро, нели Народната банка може да има увид во кредитот, во некој спорен кредит кој што се дадени милионски суми за обезбедување кој што не вреди толку или не е соодветно. Дали можевте вие да имате увид во секој поединечен случај од банката? Како се вршеше таа супервизија? Не сакам да навлегувам во детали, но сакам да поентирам дали Народната банка навреме и се си го заврши својот дел во случајот со Евростандард банка, бидејќи нели слушавме сериозни обвинувања на оваа тема. Уште еднаш да повторам. Никој не би одземал дозвола на банка доколку не мора да ја одземе. Неодземањето на дозволата носи други последици. Во однос на улогата на Централната банка, во потесно врзано со кредитите, деловните банки се приватни институции, кои што самите одлучуваат за секој поединечен кредит кој што се дава. Дали тој се дава на фирма или се дава на физичко лице. Централната банка, не само нашата, во свет, секаде, централните банки не одлучуваат, прво не даваат кредити, ниту одлучуваат, ниту тие кредити подлежат на согласност од страна на Централната банка. Централната банка преку контроли, најчесто преку супервизорски, теренски контроли, кои што според меѓународните стандарди се спроведуваат во основа на 1 до 2 години, кај нас оваа банка беше под засилен надзор, имаше и почести контроли. Проверуваат степенот на кој што банката се изложува на ризик. Во овој случај банката се изложувала на ризик, односно органите кои што ги носеле одлуките за кредити се изложувале на ризик. Кој ги носел одлуките за кредит? Кредитните одбори, а ако износот на кредитот е поголем, ги носел надзорниот одбор. Оттаму многу јасно е чива е одговорноста за одобрување на кредити, за наплата на тие кредити и за ризиците кои што се преземени. Токму во оваа насока и реков дека се преземени 70 мерки во последните 8 години, а во последните 2 40 мерки се преземени. Токму во насока на санирање на состојбите во банката. Но дали тие мерки што ги изрекувала Централната банка, зборувам години наназад, ќе вродат со плод, зависи од тие што треба да ги имплементираат мерките. Значи, зависи од органите на управување на банката и од акционерите. Во тек е истрага по службена должност, предпоставам Народната банка поднесе кривични пријави во случајов. Имате ли информација до каде е истрагата? Имаше обвинителството одредено соопштение, дали имате соработка, дали е побарена соработка од вас, конкретно за овој случај не ли говорила? Добро, имајќи ја предвид природата на процесот, јас не би можела да изнесувам многу детали. Кажавте вие дека постапувајќи по законот за банки, Централната банка покрена кривична пријава и побара мерки за натамошна заштита на интересите на депонентите во банката. Јавното обвинителство отвори истражна постапка, како што беше соопштена во јавноста. Нема дилема дека сме апсолутно на располагање, доставуваме целокупната документација, информација околу овој случај во интерес на ефикасно завршување на истражната постапка.
На располагање сте за соработка секако Апсолутно, на надлежните да, органи. да. Изненадувачки, но сепак, банкротот на Евростандард банка, ја се надевам дека ќе се заврши брзо. Веќе работите се во рацете на стечајниот управник и нема да ги имаме оние репризи од Македонска банка, воопшто не знам дали е таму завршен стечајот и после колку години, повеќе од една деценија е поминато и на луѓето се уште им стасуваат некои известувања за извршители и присилни наплати. Се надевам дека поука сите како држава ќе извлечеме и во смисла сега да се заврши целиот стечај и дел од фирмите, барем и граѓаните да добијат тоа што може да го добијат од стечајната маса. Но предизвика еден нов момент. Штедачите од Евростандард преку иницијатива до Уставен усвоена укинат став 3 од член 163 од Закон за банки. Тоа едноставно кажано што значи дека Фондот за осигурување на депозити го изгуби на приоритетно место позиција во обештетување од стечајната маса, односно воопшто не влегува на листата со останатите доверители. Некој велат ова ќе биде вовед во некоја реформа, ќе има промени, има негативни, има позитивни коментари за ова што може би следува после законската измена, односно вадење на тој член 163 став 3. Знам дека не е во ингеренција на Народната банка, но предпоставам вие ќе бидете консултирани какви би биле последиците од едно вакво решение за некои идни, не дај Боже, оштетени штедачи. Ова прашање, како што посочивте и вие, пред се прашање во надлежност на Министерството за финансии, кое што ја изготвува регулативата, која што го регулира самиот систем на функционирање на обештетување на депозитите. Она што би сакала да го потенцирам, гледам во јавноста, ова прашање се поврзуваше со финансиската стабилност, стабилноста на банкарскиот систем. Тоа што јасно сакам да го потенцирам е дека оваа одлука не ја доведува во прашање стабилноста на финансискиот систем. Претходно споменав, стабилноста на финансискиот систем се цени преку стандардни параметри. Сите тие параметри кои што веќе ги споменав, јасно укажуваат на состојбата, на солидната состојба во банкарскиот систем. Ние стоиме на располагање, верувам дека Министерството за финансии, кое што најави подготовка на законски измени во овој сегмент, ќе не информира, ќе не вклучи, најавен е инклузивен процес, така да ќе дадеме соодветен придонес во сегментот кој што ние како Централна банка може да го дадеме. Со сегашното законско решение практично ние 30.000 евра се максималниот износ што го гарантира државата, односно да речеме фондот за обештетување. Сега адхок ве прашувам дали знаете овие лимити високи се за враќање веднаш на парите на оштетени штедачи, каква е европската пракса? Претходно мислам дека кај нас беше околу 20.000 евра, сега се качи тој лимит на 30.000 евра со цел и државата и банките да покажат капацитет да бидат спокојни штедачите, не дај Боже во случај на пропаѓање на банка дека ќе им бидат вратени што поголеми износи на пари. Каква е европската пракса? Во делот на европската пракса ние отстапуваме во надолна насока. Во рамки на Европската унија износот кој што го покриваат фондовите ги гарантира државата е 100.000 евра, подеднакво и за физички и за правни лица. Значи, кај нас во случајов се изземени од сегашното законско решение компаниите. Така е, постојната регулатива не ги вклучува компаниите, значи отстапуваме во регулативата во однос на европската регулатива и мислам дека најавени се промени во тој сегмент, иако не знам точно за да можам да споделам детали, но постепено усогласување, постепено усогласување треба да видиме со која динамика, затоа што сепак 100.000 евра, значи имаат поинакво значење кај нас за економија која што е со помал расположлив доход во споредба со Европската унија. Во однос на перцепцијата за стабилност некоја дека штедните влогови се стабилни. Податоците не ве прашав депозити, кредити, како стоиме последните достапни расположливи податоци, генерално околу стапките на раст? Останува и последните податоци, тоа се податоците со април, упатуваат на солидни трендови и во делот на кредитната активност и во делот на депозитната активност. За нас многу е важно што се случува и со депозитната активност, затоа што за разлика од други системи каде што банките во голема мера зависат и од надворешни други извори на финансирање, кај нас нашиот банкарски систем базира на
депозитите. Кредитниот раст вкупен во април е околу 6%, при тоа кредитниот раст е посилен во сегментот на население околу 9%, а послабе кредитниот раст во делот кај компаниите, иако реално има умерено забрзување во споредба со крајот на минатата година. Депозитниот раст исто така останува солиден, тој впрочем беше солиден и минатата година и според последните податоци е 7%. Генерално, ако се споредиме со окружувањето, регионот, во однос на кредитната активност, што ја обезбеди нашиот, или кредитната поддршка, што ја обезбеди нашиот банкарски систем, можем слободно да кажам е многу солидна, повисоко е, далеку од просекот во Европската Унија за кредитната активност, а и е над просекот ако се земат само земите од нашиот регион. Тука го привршуваме, гувернерке, разговорот од ова што можам да го заклучам, и да си дадам слобода да го изведам како заклучок, дека сепак за приватниот сектор ние велиме доаѓаат пост-ковид подобри денови, но се чини дека сепак кризата за нив ќе потрае од аспекти на таа воздржана инвестициска активност, дневната борба за дневната ликвидност и така натаму. Ќе треба да обратиме можеби поголемо внимание за приватниот сектор. Можеби и банките ќе треба малку да се охрабрат по-амбициозно, по-храбро да ги поддржат компаниите можеби во овој период. Ние всушност со нашите проекции и предвидуваме умерено интензивирање на кредитната активност, негде 7 до 8% за оваа и наредната година. Во тој контекст планираме и солиден раст на депозитите, како што кажав, тоа е клучен извор и многу е значаен тој извор за да може да продолжи оваа солидна кредитна активност. Од друга страна, адекватноста на капиталот, споменав дека е сосема солидна, банките впрочем се докапитализираат, тоа е исто така многу значајно. Минатата година капиталот на банките се зголеми за околу 74 милиони евра, значи во кризната економија се стави дополнителен капитал. Тој дополнителен капитал делумно дојде од реинвестирање на добивката која што има остварено и делумно од нови емисии на акции. Добро е што и оваа година има дополнителна нова капитална поддршка. Досега од почетокот на годината, заклучно со последниве податоци, повторно имаме раст на капиталот на банките некаде околу 80 милиони евра. А зошто е битен овој раст на капиталот на банките? Тој е и предуслов за да има и солидна кредитна поддршка во натамошниот период. Каматите како на кредитите ќе ни растат, ќе стагнираат. Гледам депозитите генерално се држат на некој ниво, во некој минимален пат, но сепак ниски, значајно ниски од оние времиња што ги познаваме. Според последните податоци, каматните стапки на кредитите продолжуваат да се намалуваат. Минатата година тие се намалија во просек за 0,3%, а податоците со април покажуваат дека овој умерен тренд продолжува и во текот на оваа година. Всушност, да потенцирам дека може би ова и прва кризна епизода, каде што во екот на кризата не дојде до затегнување на монетарната политика, не дојде до затегнување на каматните стапки, условите за кредитирање на компаниите, напротив, продолжија поволните финансиски услови, што секако е врзано и со релаксираната монетарна политика, која што се спроведува со овој период, но, многу важно, и со добриот капацитет кој што го имаа банките во предкризниот период. Предпоставам дел од гледачите вака кога говориме колку пари имаат банките, во каква ликвидност, може би дел од бизнисмените или гледачите се нервираат, но сепак тоа е јадрото на финансискиот сектор кој што мора да биде стабилен и под контрола, бидејќи сме сведоци што може да направи, каква штета економска пропајањето на некоја банка, па макар било и со некој незначителен мал удел на вкупниот финансиски пазар. Анита Ангеловска-Бежовска, гувернер на Народната банка, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам, Анита. Почитувани, тука завршува вечерашната 24 анализа. Од мене пријатно.